Денеска е светски ден на слобода на медиумите. Ден како суштина за демократијата во секое општество. Или пак ден за чиста формалност кај нас. Още няма, може после по празнику ќе верувам. Верувам. Нема тајни, мислам. Сите нема више оно стеги. Кажуваат се што е тоа, што е истината. Ретко. Не се виде слободата на медиумите. Скептиците во овој случај имаат право, бидејќи во нашата мала земја има и мала медиумска слобода. На листата на земји со слободни медиуми не сме дури ни на 95-то место. Како на оваа срамна позиција гледаат новинарите? Не знам, политичарите велат дека било на некое високо ниво и дека имаме зголемување, дека сме растеле во слободата на медиумите, на листата, а ние новинарите тоа не го чувствуваме. Само ќе зборувам со факти. Во Источна Македонија, говориме за регионот, од Кочани па натаму немаме медиум веќе. Оние кои што постојат комерцијалните се во страшно лоша состојба, бидејќи пазарот на реклами е уништен. Сето тоа се одразува и на новинарите. И за каква слобода на новинарство можеме да говориме, доколку самите медиуми се во ситуација тешко да се справуваат, а новинарите исто така во таква ситуација. Иако овие искусни новинари ја кажуваат вистината, прашањето е кој ја узурпира слободата на медиумите? Политичарите или новинари кои доброволно ја продаваат и жртвуваат вистината? Сите политичари се мешат во медиумите. И зависни се од политичарите. 100% се мешат и политичари и се. Па има нешто, меша се, има нешто. Удара, од време на време. Дека граѓаните се во право, потврдуваат и новинарите. За жал, ниту едно здружение, дали ЗНМ, дали МАН, дали било која форма на организираност на новинарите, не може да ги мотивира новинарите да се борат за своите права, бидејќи тие работат од денес за утре. Не е тоа вина само на собствениците на медиуми, само на новинарите, мислам дека повеќе овде самите власти долги години тоа го прават, политизацијата на медиумите, порталите кои што шират лажни вести, имаме една какафонија во новинарството. И уште повеќе, за жал, во таква ситуација се помалку млади се одлучуваат да бидат новинари, веројатно со право. Наша задача е во иднина да го смениме тоа. Тоа дека ги има такви и такви, на крајот често завршува со тужби од политичарите кон новинарите, но и обратно, што значи дека нарушен е приватниот простор или вистината останала во длабока позадина. Ова практично значи дека слобода не недостасува, туку дека неа практично ја има премногу кога некој веќе се осмелил да клевети. Од тука тоа што сме на понижувачкото 95-то место е слика за нашето општество, а не само за новинарството.